65 жени земјоделки, членки на Федерацијата на жени фармери од Република Словенија во туристичко работна посета на фабриката за преработка на ориз Даниво. Женското земјоделско стопанство на Ленче Стојанова, регистрирана земјоделка од Кочани, и на оризна нива во селото Подлог. Посетата е дел од соработката на Министерството за земјоделство на Република Северна Македонија и Федерацијата на фармери од Словенија. Нив ги поздрави и граначалникот Николчо Илиев, кој рече дека овој настан е од меѓународно значење и е важен за размена на искуства и за подобрување на економската моќ кај жените. Ова е убава прилика да ги слушнеме вашите искуства, вашите сознанија кои ги имате, да ги пренесете на нашите сограѓани овде, се со цел да допринесеме сите заедно да изградиме еден многу подобар концепт кој ќе овозможи и подобро екзистирање на нашите луѓе кои се занимаваат со оваа дејност. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија истакнаа дека соработката со Република Словенија, посебно со тамошното Министерство за земјоделство, е на високо ниво и работат на неколку заеднички проекти во делот на млади земјоделци, лидер, лагови, и на тој начин се користат искуствата на Словенија во Македонија. Затоа и од голема потреба и значење е присуството на жените земјоделки тука во Кочани, со цел споделување на нивните искуства. Од Министерството ја најавија и новата мерка, односно јавен повик за аплицирање на регистрирани земјоделки за добивање грант за инвестиции во преработка на земјоделски производи. По прв пат ќе се објави јавен повик на кој што ќе може да аплицираат рурални жени за да добијат грант од 3000 евра, неповратни пари, за инвестиции во преработка на земјоделски производи. Значи досега во нашите мора да бидат регистрирани. Регистрирани во фарм регистарот. Значи тие се правичните услови. Ова е прв пат жените да бидат опфатени во руралната програма. Досега одвојувавме средства за младите земјоделци, меѓутоа да работевме на доаѓање на некој добар родов баланс и мислам дека ова ќе најде на добар одзив кај жените. Значи сите жени кои што живеат во рурални средини, а во Република Македонија скоро 90% од општините се рурални, очекувам дека ќе има добар одзив и очекувам дека ќе имаме добри апликанти и дека нивните идеи ќе ги видиме во нивните апликации. И претседателката на Федерацијата на фармери од Словенија, господја Ирена Улес, се заблагодари за поканата да престојуваат во Кочани и рече дека споделувањата на искуства е од големо значење и за нивните рурални жени. Ние сме невладина организација која служи за поврзување и соработка на земјоделките од руралните подрачја. Кај нас има многу жени кои имаат регистрирани фарми и преработувачки капацитети. Некои работат со млечни производи, некои со овошје, други со зеленчук. Имаме околу 5000 членови. Наша должност е да ги здружуваме, а со тоа и да ги едуцираме, за да знаат земјоделките да се изборат за своите права и добро да ги представат своите производи. И кај нас во земјоделството имаме проблеми. Секогаш има нешто што не се исплаќа. Секогаш знае да снема волја, но ние постоиме да ги образуваме нашите млади и тие да растат на фармите. Со вакви средби Министерствата на двете држави ќе продолжат и во иднина, чија главна цел е да се разменат искуства и да се потенцира јакне земјоделското здружување, како и улогата на жените во креирањето на земјоделската политика. Во рамките на 4-дневниот престој во Македонија, земјоделките од Словенија ќе ги посетат Прилеп, Крушево, Битола, Ресен и Скопје.